Продолжуваме вечерва, почитувани, со нашата серија Тајните на пророштвата. Да се подсетиме дека минатиот петок ја проследивме темата под број 15 и зборувавме за последната суперсила. Според Библијата, според Даниело и според Откровение, ние откривме дека таа суперсила е Соединетите Американски држави. И таа ќе биде главната алка или игла која првиот звер рековме што ќе пропагира, а тие ќе го поддржат. Така да сега сме информирани и не треба да бидеме уплашени се она што ќе се случи во скорешна иднина. Вечерва одиме еден чекор понатаму, бидејќи имаме едно многу важно предавање, а тоа е жигот над зверот или белегот над зверот. Кога станува збор за ова бројка што ја гледаме овде на главата на овој човек 666, предизвикува кај нас страв, можеби, предизвикува неизвестност, предизвикува радозналост. Што е таа бројка 666? Значи, жигот над зверот е една од најинтересните и најважните теми во Библијата. Ова пророштво, значи, жигот над зверот, ги опфаќа следниве работи. Самиот звер, иконата над зверот, тајанствениот број 666, но и самата смртоносна рана над зверот. Ние веќе во претходните предавања, кога зборувавме за Антихристот број 2, рековме дека тој звер добил смртна рана. Која година беше? 1798 година, според библиските пророштва. Тогаш, рековме, бил однесен папата во затвор, односно му била одземена таа власт, и политичка, и религиозна. Но рековме дека 1920 и која беше 9-та година, Мусолини му враќа територијата и авторитетот на папата. Така да денеска тој звер кој бил ранет, вели Библијата, раната ќе му се зацели. Така да овој жиг над зверот ги опфаќа сите тие сегменти што вечера ние ќе ги споменеме. Инаку Библијата се служи со еден шокантен јазик понекогаш, за нас неразбирлив. И затоа треба подробно со молитва да ги читаме овие текстови за да ги секако разбереме. Секако, и тоа да го кажем на почетокот, многу луѓе кои одат по широкиот пат ќе го примат жигот или белегот над зверот. Тоа е тема која не смеме да ја пропуштиме и треба да ја секако разбереме. И ова брошурка што ќе добиете ќе биде во ваша собственост, да се подсетите што значи тоа жигот над зверот и што се опфаќа. И затоа вечерва, еве ние се прашуваме со следново прашање. Овде имаме оган. Значи, ова тема во последно време ќе се шири како пожар, како оган. Луѓето ќе сакаат да ја дознат вистината, но многу луѓе ќе бидат фатени во таа клопка или замка, затоа што го пропуштиле времето кога требало тоа да го дознаат. Што е тоа жиг над зверот, почитуване? Што е тоа жиг над зверот? Еве да си поставиме неколку прашања. Дали е тоа жигот над зверот? Денеска интернет, комуникација се повеќе и повеќе се зголемува. Некој мисли дека ете микрочипот под кожа или на коските, на главата или на рацете. Значи, ќе добиеш, како денеска тоа е актуално на интернет, може да најдете разни тетоважи и луѓето велат ете тоа е жигот над зверот. Кажа дека и во Македонија владата издаде закон да се тетовират, односно да им се стават чипови на животните, на кучињата, за да се знаат чии се тие кучиња, за да се пратат, бидејќи многу има проблеми и во Скопје, па и во другите градови со кучињата. И затоа ќе им се става микрочип. Ќе се знае кој е газда, кој е собственик, колку е старо кучето и така натаму да ги пратат. Дали е тоа само што се гледа со електронско око? Знаете, одеме на продавница и го даваш производот и таму го поминуват низ тие ласерски зраци и веднаш се отчукува производот и колку пари чини. Дали е тоа, почитувани, жигот над зверот? Микрочип. Понатамо, нова монета која ќе произлезе од европскиот долар. Долар овде не е, секако овде е евро. Сеопшта шифра на производи иститовирани на чело. Дали е тоа жиг над зверот? Црвена, комунистичка звезда иститовирана на чело. Или разни тетоважи што ги прават младите со името на Антихрист, напишено со еврејски букви. Дали е тоа навистина жигот над зверот што треба да го очекуваме? Или бројот на вашата кредитна картичка, иститовирана на вашето чело. Значи, едноставно не мора да носиш картичка, тоа ти е ставено тука на челото, под кожата и само
апаратот те снима и сите податоци ги има во базата на податоците. Дали е тоа жигот над зверот? Број втиснат со врело железо, како што се жигосуваат говедата. Дали тоа се предпоставки, каде што ние може многу да зборуваме и да се препираме меѓу себе, да расправаме, дали навистина тоа е жигот над зверот? Што е, почитувани, навистина жигот над зверот? Дали е тоа бројот 666? Ние подосна ќе го протумачиме и ќе видиме што значи тој број. Како да го избегнеме? Ова е многу важно. Ова е важно. Што е жигот? Ќе го препознаеме вечерва. Но како да го избегнеме тој жиг да не биде ставен на тебе и на мене? Тоа е многу важно. Ако го избегнеме, односно ако го приеме печатот наспроти жигот, ние после ќе го објасниме самиот печат. Кои титули или што има во самиот печат напишено и ќе видиме што е жиг, а што е печат. И ќе имаме секако разлика. Трагично е што поголем дел од мнозинството луѓе во последно време ќе го примат жигот на зверот. Што видел пророкот Даниел дека се случува на планетата Земја при крајот на времето? Ајде да видиме што видел Даниел. Тој вели ќе настане тешко време, какво што немало откако постојат луѓето па се до денес. Зарем денеска не е тешко? Зарем денеска не е тешко време за живење? Даниел во негово време ќе настане тешко време. Ние со големи чекори, почитувани, се ближиме кон завршницата нова наша планета. Едноставно, Даниел овде ни кажува дека властите во целиот свет ќе употребат сила за да им го наметнат жигот. И оние кои ќе се спротивстават на таа сила ќе бидат прогонети, и некои ќе бидат убиени, на жалост, како што било во средниот век. Но подосна ќе спомнеме дека во тоа време кога ќе се подигнат властите во светот, да го прогонат Божиот народ, Бог им даде 7 зла на овој свет. И Бог ќе ги спречи, како што ги спречил израелците да не бидат нападнати од страна на фараоновата војска. Се сеќавате кога 2 милиона евреи тргнали од Египет кон ветената земја, и тука се испречело Црвеното море, а фараон се предумислил и рекол, ајде да ги вратиме назад. Ја мобилизирал својата елитна војска или гарда и веќе близу биле до нив, до израелците, и Бог пушта оган, се сеќавате таму пише, односно облак, и тој облак ги спречил да не напредуваат кон својата цел, се додека и последниот евреин, односно израелец, не излегол од Црвеното море. И овам вели, и видов нешто како стаклено море, измешано со оган, и оние што го победиат зверот. Значи, ќе има сепак луѓе, верници, христијани, кои ќе го победат зверот, или жигот на тој звер. И неговата икона. Што е тоа неговата икона? Зверот кој е? Во последно време во Чили ќе изгледа тој звер. Папата, а иконата е неделата. Вели, ја победија и неговата икона. Тоа е се символика. Значи, лажната сабота е недела. Прв ден во седмицата. Подосна ќе видиме како дошло до промена. Вели, неговиот белек, односно жиг, и бројот на неговото име стоја на стакленото море, има харфи Божји. Гледате, почитувани, овие христијани кои ги гледа Јован на морето стаклено, ги победиле сите овие работи. Прво, зверот го победиле, неговата икона, неговиот белек или жиг и бројот на неговото име стоја на стаклено море, има харфи Божји. Значи, овие луѓе сепак нешто победиле. Понатаму вели, видов друг ангел како се подигаше од исток. Гледате сега, први рековме, тие го победиле жигот, а сега што има тие? Има печат на живиот Бог. Не пакостете на земјата, нито на морето, нито пак на дрвјата, додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. Гледате, челото се спомнува и кај жигот, и кај печатот. Значи, печатот, ова е са символика, само донесов печат, меѓутоа, што значи печат на челото и што значи жиг на челото и на раката, ќе го споменеме малце подолу. Меѓутоа, ова група на христијани, што Јован ги гледа во групата на спасените, едноставно, тие се кои го имаат печатот Божи, а го избегнале жигот. Ако немаш печат, автоматски добиваш жиг, драги мои пријатели. И затоа да се бориме да го добиеме Божиот печат. Ако го нееме Божиот печат, автоматски ние сме на таа страна, на жигот.
Нема неутрална страна. Нема страна за која ќе кажеш јас сум неутрален и не гласав за тоа. Значи, двете обележи се стават во исто време и двете обележи имаат символичка природа. Тие представуваат авторитет, верност, потврда и собственост. И самиот печат ги има тие атрибути. Значи, еве, пишува христијанска црква, овде има прилеп или кавадарци, титулата има, во еден печат ги има тие три работи што се многу важни. Како што спомнав, едноставно тие се авторитет, верност, потврда и собственост. Односно, подоцна ќе наблюдуваме два печати, Божиот печат и еден царски печат, например, од Англија. Добра вест е тоа што, почитувани, ако го приеме Божиот печат, а Божиот печат е саботата, а иконата на зверот е неделата. Ако го приеме Божиот печат, автоматски ние го избегнуваме оној жик над зверот, а тоа е, значи, она негативното. Секој човек на планетата Земја наскоро ќе прими одреден знак. Они кои го обожаваат и го слушаат зверот, ќе примаат жик над зверот. Они кои го обожаваат и го слушаат Создателот, ќе примаат печат Божи. И двете обележи се стават во исто време и двете обележи имаат символичка природа. Тие представуваат авторитет, верност, потврда и собственост. Добра вест, како што спомнав, е следнава. Ако го приме Божиот печат, автоматски ние ќе го избегнеме печатот над зверот, односно жигот. Бидејќи овие обележи се меѓусобно спротивни, кога го дефинираме Божиот печат, треба само да ја погледнеме неговата спротивност и така да го пронајдеме жигот на зверот. Каде се става Божиот печат? Веќе читавме пред малку, но уште еднаш ќе прочитаме. Додека не им се стави печат врз челата на слугите на нашиот Бог. Значи, секој Божи следбеник, тој е слуга Божи, бидејќи Бог не сака луѓе кои не одлучуваат сами, туку сам да одлучи за да го следиме. Сите они кои одлучи да го следат Бога, вели, ќе добијат печат на нивните чела. Што е челото? Каде е сместен нашиот мозок? Еве ова слика може тоа да ни илустрира. Овде го гледаме тој фронтален дел, или овде е нагласен лобус. Гледате го ова. Значи, челото е место зад кое стои фронталниот лобус на мозокот. Тоа е подрачје кај што тука се сконцентрирани сите главни действија. Тука донесуваме одлука, мислиме, создаваме планови. На мозокот каде што се донесуваат одлуки, секој што ќе го прими Божиот печат, донел неотповликлива одлука да застане на Божја страна. Значи, ова е символика. Нема јас да добием печат овде на чело и сите да ми гледат печат. Меѓутоа, овде во предниот дел, во нашиот мозок, ја и ти донесуваме одлука на кого ќе му служиме. Дали на Бога или на лажната сабота, а тоа е неделата. Дали ќе го држиме Божиот ден на светкување, саботата, или ќе празнуваме ден кој нема никаква врска со создавањето на овој свет. Значи, секоја личност, почитувани наскоро на планетата Земја, ќе има определен знак и прилика да се самиот определи. Ние имаме слободна волја. Значи, овде, нашата слободна волја доаѓа до изражај, дали ќе му служиме на Бога или пак не. Што ќе напише Бог на челата на они кои го примаат неговиот печат и ќе го гледаат лицето негово, а името негово ќе биде на челата нивни. Повторна символика е тоа. Секако нема да пише овде Исус, меѓутоа нашите дела, нашето однесување, нашите зборови, нашиот живот ќе покажува дека ние го носиме печатот на Исуса, дека го следиме Исуса Христа во нашиот секојдневен живот. Божјото име го представува неговиот карактер. Кога Бог му рекол на Мојсија, сеќавате што представува символички Божјото име, и Бог како се открил. Знаете, зад карпата кога Мојсија стоел, не? И кога ветерот дувал, и Бог вели не беше во ветерот, не беше во ова, и Бог каков е милостив, спор на гнев и така надаму. Тие се атрибути на Бога кои му се откриени на човекот, односно на Мојсија. Тоа го пишува 2 Мојсеева 34 глава 5 и 6 стих. Милостив, жалостив, бавен на гнев, пон со милост и со вистина и така натаму. Значи, сите оние кои ќе го примат Божиот печат, ќе бидат христијани, совршени во смисол, совршени во Исуса. Ние не може да достигнеме совршенство во ова тело грешно, но ако го приеме Христојот карактер, тој ќе ни ја даде неговата совршеност, односно
Христовиот карактер ќе биде длабоко втиснат во твоите и во моите мисли и ќе живееме според правилата и принципите што тој ги дал. И што го има вели началото напишано името Негово, чие име ти носиш и јас. Ние сме христијани, дали со право го носиме? Се сетив сега за оној пример, сум го кажал порано за Александар Македонски. Биле тамо некаде во усвојување на Блискиот Исток и навечер војниците во своите шатори одмарале. Александар многу размислил цела ноќ, не можел да спие, излегол малце да прошета, било топло, звездено небо. И така по шаторите се шетал и наишол на стражар негов кој спие. Тој се закашал малце да го разбуди стражар и тој се дрмнал и видел дека пред него стои господарот негов, Александар Македонски. Се уплашил. А тој повикал: војниче, како ти името? Александар ми името, господине. Како ти името? Александар. 3 пати го прашува. И знаете што рекол на крајот Александар Македонски? Или смени го името, или да се поправиш. Ти си недостоен да носиш име Александар, а да спиеш на стража. Нашето име какво е? Дали го носиме со право името христијани, почитувани? Дали Исус може да каже: откажи се од името христијан, зашто твојот живот не одговара со името кој го носиш, како што му рекол и Александар на својот војник. Прастарите печати ги употребувале владетелите за да го означат својот авторитет и потврда. Значи, печатот има своја територија, општина Кавадарци да кажеме. Се удара печат. Тој печат не важи за општина Неготино. Тој важи за цела република, меѓутоа на своја територија тој печат има своје властување, свој авторитет. Така да гледате во минатото луѓето со разни начини. Еве, тоа е восок и се става печат. Значи, ајде да видиме што представуваат тие печати во минатото, а и денеска. Дури и денес личниот потпис на вашето име на чек го прогласува чекот за законско средство за плаќање. Имаш можеби чек, цифрата е напишена, но нема подпис од собственикот. Дали ви се случило одите во банка, таму нели имате трансакционна сметка и се дале оригинален подпис. И ова службеничката гледа, ако се подпише другаче, ви го враќа, вели подпишете се онака како што е во оригиналот. Зашто може да биде фалсификат. Овде го наоѓаме Бога како го става својот подпис, своето име на челата на спасените како знак на својот авторитет и гаранција за заштита и вечен живот. Сеќавате во Стариот Завет таму во Египет кога Бог им рекол, односно Мојси им рекол на израилците: сите довратници на вратите ваши, на вашите станови да ги испрскате со што? Со крв од јагне, зашто ќе помине ангелот на уништување таа ноќ и оно семејство што нема да биде обележено со црвена крв, првороденото дете ќе страда. И сите оние кои тоа го послушале, децата им останале во живот. А оние кои рекле: ма не е тоа точно, плачеле. Дури египчаните кои го слушнале тоа и тие ги намачкале своите довратници и ги поштедили своите деца, покажале послушност. Затоа Бог кој ќе те обележи да дојдат 100 громови, ништо нема да ти биде. Зашто тие 7 зла кои ќе бидат на оваа земја, Божјиот народ ќе бидат заштитен од нив. Божјото име го представува неговиот карактер. Тие што ќе го примат Божјиот печат, ќе имат совршен Божји карактер и длабоко втиснат во своите мисли. Гледате, во мислите наши не видлив печат да носиме. Меѓутоа, нашиот живот ќе покажува дали сме навистина на страната на Бога. Кои се клучните аспекти на обожавањето на Бога, означен со Божјиот печат? Еве го текстот. И така, љуби го Господа твојот Бог и внимавај на оно што го заповедал да го извршуваш и наредбите негови и законите негови и заповедите негови. Значи, односот во кој ние го сакаме Бога, го покажуваме со држањето, почитувањето на овие 10 свети правила. Тоа се зборови кои Бог ги дал. Бог направил завет, тамо вели во Евреите 8:10, направив завет меѓу домот мој, вели Господ, ќе ги врежам законите во мислите ваши. Израелците ги имале на камен,
Или ги читале наутро родителите, татковците пред децата. Сега ние треба да ги имаме во нашите мисли, во нашето срце. Односот во кој вие го сакате Бога, ги држите неговите заповеди е најголемиот знак за обожавање на Бога и верност спрема Него. Ево го текстот Евреите 8:10. Ке ги врежем законите своји во нивните мисли и во срцата нивни ке ги напишем и ке бидам нивни Бог, а тие ке бидат мој народ. Кого бара Бог да го обожаваме наместо зверот? Нажалост, некои ќе го обожават зверот. Рековме, ќе има голема група на луѓе, зашто секој сам се определува дали ќе го прими Божиот печат или жигот над зверот. Ево го текстот. И поклонете му се на оној кој ги создаде небото и земјата и морето и водните извори. Од човекот се бара да направи конечен избор. Гледате, постојано ние овде го нагласуваме слободна волја, слободна волја. Секој од нас има слободна волја, дали ќе му служиме на Бога или не. Бог бара, како што читаме овде, човекот да направи конечен избор. Или да го слави Создателот, или да го прими Божиот печат. Или да го обожава зверот и да го прими жигот над зверот. Повик за обожавање на Бог цитиране во заповета за денот на одморот. Евде овде имате, значи, 4-та заповед, едноставно, која гласи: помни го саботниот ден, 6 дена работи, а 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Во тој ден треба да се ние воздржуваме од секоја активна работа. Значи, составен дел од вистинското богослужение, празнување на вистинскиот ден, а тоа е 7-миот ден во чест на Бога Создателот. Им ги дадов исто така и моите заповеди, односно саботи, за да бидат знак меѓу мене и нив, па да зна дека јас сум Господ што ги осветувам. Празнувајте ги моите саботи, за да бидат знак меѓу мене и вас, па да знаете дека јас сум Господ вашиот Бог. Гледате, почитувани, тоа е знак. Бог својот народ ќе го препознае, како што ангелот таа ноќ во Египет поминувал и крвта била знак дека тука има човек или луѓе семејство кој му верува на Бога, кои го направиле тој чин, заклале јагне и ги попрскале до вратниците на нивните станови. Саботата ја представува Божјата сила да го создаде светот и да влее сила во вашиот живот. Оној што ја празнува саботата покажува дека му е верен на Бога, на Создателот и дека го прифаќа неговиот целосен авторитет. Сега прашање за нас, почитувани, кој е за нас авторитет? На крајот од ова предавање ќе слушнеме еден краток пример на едно момче кој доаѓало на вакви предавања. Но на крајот се изјаснил дека повеќе авторитет е папата или некои црковни свештеници отколку Бога. Кој е за нас авторитет? Човек или Бог? Зошто саботата е наречена печат? Рековме, меѓу печатот и жигот има разлика. Еве го текстот. За 6 дена, зашто за 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден се отпочина. Заради тоа Господ го благослови 7-миот ден и го освети. Еве кралски печат како изгледа. Што содржи еден кралски печат? Значи, службениот печат на некоја власт се состои од 3 елементи: име, титула и територија. Еве, например, Джеймс II, крал на Англија. Име, кој е тоа име? Джеймс II. Така се викал човекот кој во тоа време царувал или управувал со таа држава. Титула, крал. Територија, Британска империја. Тоа го фаќа секој печат. Тоа се 3 основни работи. Значи, име, титула, територија. Тоа се многу важни работи што денеска ние може да ги препознаеме токму и во Божиот печат. Причината зошто саботата е наречена Божи печат се гледа во тоа што таа заповед со себе исто ги има овие 3 елементи на Божиот печат. Значи, прво, титула. Титула. Тој Господ, односно име Господ. Титула Создател и територија Вселената. Тие се 3 елементи кои се совпаѓаат во Божиот печат, почитувани. Име Господ, титула Создател. Бог е тој кој го создаде светот, Вселената и се она што ние го гледаме и не гледаме. И на крајот доаѓаме до самата територија, а тоа е ова наша планета на која денес ние живееме. Кого го видел пророкот Езекиел дека го прима Божиот печат? Ајде да видиме што видел пророкот Езекиел
во своето видение. И му рече Господ: мини по средината на градот, по средината на Иерусалим и стави им знак. Гледате оде што пишува: знак на челата на луѓето, они што жалат, кои воздивнуваат за гадотиите што се вршат во него. Нас не интересира ова символика, знак на челата нивни. Едноставно Бог сакал тие да бидат обележени. Бог одлучил да ги уништи сите оние кои му служиле на лажниот Бог. Затоа Бог му вели на Езекија: оди и обележи ги. Тие што се гадат на гревот, тие што сакат да му служат верно, да бидат обележени. И затоа тој ги заштитил своите следбеници. Луѓето кои го примиле Божиот печат, почитувани, тоа се луѓе кои доброволно одлучиле, самостално одлучиле да го следат Господа. И тој ќе ги заштити своите следбеници. Не треба да се плашиме од жигот, зашто жигот ќе има голема сила, односно таа сила која стои позади самиот жиг. Но Бог ќе го заштити својот народ. И сега, ова група кои ќе имат жиг на своите чела, како што вели текстот, ќе ги примат тие 7 зла, за кои во друга прилика малце подлабоко и поопширно ќе зборуваме. Луѓето кои ги го примат, значи Божиот печат, тие се кои го сакале Бога, кои жалеле поради гревовите кои ги правиле луѓето. Тие биле вознемирени поради лажното богослужение и обожавање на сонцето во храмот. Тоа го пише во книгата на Езекија. И затоа Бог така реагирал и му кажа на пророкот да ги отстрани спасените, односно да ги обележи, за да не бидат казнити со оние кои навистина му служиле, ако биле евреи, но сепак застранели од патот и им служиле на другите божества. Божиот печат е символичка ознака која ги обележува вистинските Божи следбеници. Овој печат ќе им биде ставен на оние кои го сакат Исуса над се и ги држат сите Божи заповеди, вклучувајќи ја и саботата. Тие одбиваат да учествуваат во лажното богослужение. Тие повторно би умреле отколку да го срамотат Бога. И навистина, може би за нас е таа изјава многу јака вечерва, овој цитат што го читаме, но тој е вистината. Божиот печат е символичка ознака и ќе биде ставена на секој Божи следбеник. Оној кој одлучил и поцене на својот живот да го следи Бога, да ги држи Божите заповеди, вклучувајќи четвртата. Бидејќи ќе кажем и сега и подосна ќе споменеме, некои втората ја тргнале, четвртата ја избришале, ја сманиле и напишале дека ден за светкување неделата, а 10-та ја подели на 2 дела и пак има 10 заповеди. Но, на жалост, тие заповеди не се оригинал. Значи, Божиот печат е символичка ознака. Овој печат ќе им биде ставен на оние кои искрено го сакат Исуса, искрено го сакат Бога. Кој е тој звер кој има свој собствен знак на авторитет? Еве што вели Јован, што видел во своето видение на островот Патмос. Ја извршува сета власт на првиот звер. Гледате, првиот звер кој беше? Папата. Вториот звер е Соединетите американски држави. Значи, вториот звер ќе биде управуван од првиот звер. Интересно. А знаеме дека Америка денеска е протестантска земја. И во минатото била протестантска. Таму колевка на демократијата и на политичката демократија и на верската демократија. Затоа избегале луѓето во средниот век од Европа таму да продолжат да му служат на Бога. Но Америка ќе биде продолжена рака на првиот звер. На жалост. Еве го текстот. И ја присилува целата земја и жителите нејзини да му се поклонат на кого? На првиот звер. Значи, вториот звер ќе прави се од своја страна да му се поклони на првиот звер, чија смртна рана се беше исцелила. Рековме, 1929 година Мусолини му е враќа власта, таа територија, рековме, од колку квадратни метри се состои Ватикан. Многу е мала како територија, но многу силна со авторитет и денеска скоро сите председатели одат на советување кај папата. Значи, истиот тој звер од 13 глава го наметнува жигот над зверот. Вториот звер ќе даде декрет, ќе издаде, за да се подигне авторитетот на првиот звер и да се даде жиг, или, како што рековме, на рака или на чела. Првиот звер, рековме, е папството. Ужива денеска глобално обожавање и има свој посебно обележје на авторитет. Денеска папата е навистина
врховен поглавар на католичката црква, но тој има и политичка сила и доминантен е во целиот свет. И затоа овде вели, при утврдувањето на жигот на зверот, најважно е прво да се одреди кој е зверот. Кога тоа ќе стане јасно еднаш, тогаш лесно ќе се одреди и ознаките на тој посебен звер. Еве го првиот звер, рековме, тоа го спомнавме во првите две теми, кога зборувавме за Антихристос. Првиот звер е црквата во Рим. Веќе го препознаваме кој е тој звер. Вториот звер САД или Соединетите Американски држави. Иако вториот звер од Откровение 13 го наметнува жигот над зверот, тој тоа го прави по овластување дадено од првиот звер. Денеска, например, во Америка има републиканци и демократи, таму во Сенатот. Бидејќи тие се две најсилни политички партии се минуваат. Меѓутоа, сепак, она коалиција кои се христијани, католици, тие се повеќе ги има таму во тие структури и наметнуваат своји догми, своји точки, своји правила. Гледате, овде рековме со јагне е представено вториот звер. Има два рога. Рековме двата рога што представува. Сеќавате? Политичка и граѓанска слобода. И ден се уште Америка демократска земја. Но како времето одминува, обрачот се повеќе ќе се стегнува кон оние христијани кои живеат според правилата на Библијата, кои не почитуваат човечка власт, туку го почитуваат Бога. И затоа овде вели, ужива глобално обожавање, има свое посебно обележје на авторитет. Тоа е знак на преданост и верност која ќе им биде наметнат на сите луѓе. Нажалост, ние почитувани со големи чекори одиме во таа насока. Кој број представува обележје на зверот? Кој е тој број? Еве, овде имаме веќе една бројка. Ќе го читаме текстот најпрви. Кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот. Бидејќи е број на човек и бројот му е 666. Бројот 666 во минатото имал значајна улога во животот на религијата на старите паганци или пагански култури. Вавилонците, например, голем дел од своите мери за тежина и должина ги делеле со бројот 6. Интересно. Како врти со бројката 6 ги делеле. Вавилонците го поделиле кругот на 365 степени. Часот на 60 минути, минутата на 60 секунди. Бројот 6 имал и тајанствено значење меѓу свештениците на култот на сонцето. Еве што пишува овде. Старите религиски печати на богот сонце, кој се викал Сигила Солис, била откриена неодамна. Тие прикажуваат таблица од 36 цифри кои се собираат за да се добие бројот 666. Се се врти, значи, околу таа бројка шестица или 666. Еве, например, символичкиот назив Вавилон во книгата на Откровение представува расипана христијанска црква. Библијата го истакнува бројот 660 како дополнител символ за да ја покаже врската меѓу лажната религија и богослуженијата на старите народи и лажната религија и богослуженијата во последните денови. Затоа не случајно Јован ја спомнува таа бројка во контекст на зверот. Во контекст на зверот, односно на тој звер безимен што го читавме минатиот пат, кој излегал од морето. Првите ги дефиниравме мечка, неле, таму и другите тигар или рис. Меѓутоа, ова животно е безимено. Не може да му даде име. Тука се тие 10 рогови, па трите се корнат, малото рогче ги поклопува другите три и едноставно сето тоа се исполнило. И овде гледаме дека пишува недела. Претходно читавме сабота за печатот, а за жигот е наметната недела. Значи, бројот 666 е жигот, не е жигот над зверот. Меѓутоа ќе видиме што представува. Еве го текстот. Бројот над зверот е 666. Бројот 6 има значајна улога. Ете, овие таблици ги имате овде што ги спомнавме, сега да ги прескокнеме зашто веќе ги прочитавме. Значи, гледате во минатото, шестицата играла главна улога. Символички назив Вавилон во книгата Откровение представува расипаната христијанска црква. И тоа го спомнавме. Бројот 606 не е жигот над зверот. Тоа е бројот на човекот. И може да се изброи.
за да се покаже кој е зверот. Некои теолози ја пресметувале бројната вредност на папската универзална титула, значи таа капа со 3 дела што ја носи, се вика Vicarius Filii Dei, или заменик на Божиот Син, во римските бројки и установиле дека низината вкупна вредност е навистина 666. Значи, овие римски броеви, Vicarius Filii Dei, кој ќе им дадеме вистинската бројка, пресметено на наш јазик, ја добиваме, еве овде имате таа математичка формула, 666. Значи, бројот на 666 не е на жигот, туку тој е број на човекот. Рековме, жигот е наметната сабота, односно лажната сабота, неделата. Меѓутоа, во таа институција ќе има човек, пишуваше таму, неле, во минатиот пат читавме во Откровението, ќе има очи, ќе размислува, ќе промени закони и така натаму. Тоа е дело на папата. Тоа е дело, значи, на човекот кој ги има тие атрибути, тие белези 666. Каде се става жигот на зверот и ќе направи да им се стави белег или жиг на десната рака или на челата нивни. Дали некој добил жиг на раката досега или на челото? Ја не сум. Меѓутоа, се повеќе има такви информации дека почнале во Европа, почнале во Америка и така натаму. Рековме дека ќе се стават тие чипови од разни причини. Од економски, од вакви, онакви, од заштита. Меѓутоа, ова нешто посебно ќе биде. Ние нема да добиеме буквален чип на раката за да се прогласа дали сме вистински христијани или не. Меѓутоа, што представува раката? Ајде да го прочитаме заедно овој текст. Раката како символ представува дејствување или акција. Челото представува место каде што се носат одлуки. Овде наоѓаме луѓе кои ќе покажат верност над зверот или во мислите или во постапките. Значи, раката е символ. Ние кога работиме, ќе прекршиме саботата со својата работа. Челото е символ каде што ние донесуваме одлука, кој ден да празнуваме, кога ќе обожаваме. Дали ќе приме Божи печат, рековме не буквално, него во мислите донесуваме одлука, Божиот печат е саботата, кој ден ќе празнуваме, или ќе празнуваме лажната сабота, иконата над зверот, а тоа е неделата. И затоа се спомнува овде рака и чело. Нема некој да ни стави чип на челото, почитувани. Меѓутоа овде, како што видовме во предниот дел на главата, ние донесуваме одлука на кого ќе му служиме, дали на Бога или на непријателот. И затоа ово предавање треба да ни помогне, да не уплаши, туку да не подсети. Кога читаме на интернет, кога слушаме за овие работи, печатот е саботата, а жигот е неделата. Односно, иконата над зверот е самата недела. Што прогласува зверот за посебен знак на својот авторитет? Еве што пишува во ова енциклопедија католичка. Црквата од секогаш имала многу силна свест за својот авторитет. Можеби најсмелиот потек, најреволуционарната промена што е направила црквата некогаш, читате сега што пишува овде, е тоа што светиот ден Шабат бил променет од сабота на недела. Денот Господов, Диес Домини, не бил избран врз основа на некое упатство пронајдено во писмото, значи во Библијата, туку врз основа на свеста на црквата за својата сила. Каде е причината што дошло до промена, почитувани? Дали Бог извршил промена? Никаде нема да најдете. Во Новиот Завет, ни 100 години после Христа, ни 200, ни 300, ни 2000 години после Христа, дека Бог дал изјава или наредба да се промени денот за светкување на сабота во недела. Тоа е направено врз основа на разни нивни собори и црквата католичка признава, ние вели, за свесноста, совеста. Значи, толку биле свесни или да донесат одлука да направат промена. Секако католичката црква тврди оти промената на Шабат од саботата на недела била нејзино дело. Ова дело е жиг на низината црковна мок и на низиниот авторитет во верските работи. Ки примеш ли жиг или печат, почитувани? За кого ние вечера ќе гласаме? За кого ние ќе се определиме? Дали за она расипана христијанска црква, кој наметнува лажна сабота во ликот на неделата? Црквата тврди дека промената на саботата со недела е жиг на низиниот авторитет, бидејќи речиси сите христијански цркви ја празнуваат неделата. Точно е. Ако земете да ги листате црквите заедници во Македонија, ги има 27-8, или во светот ги има стотици илјадници.
ќе најдете само една црква која слави саботата, која го има печатот, авторитетот, тие три елементи кои ги содржи печатот. Меѓутоа, гледате, ова институција, ова црква признава дека тие со својот авторитет го наметнале празнувањето на неделата. Единствената основа за празнувањето на неделата е авторитетот на католичката црква. Нема никаква потврда, ниту наредба во Светото писмо за празнување на неделата. И затоа, почитувани, на кого ние ќе го предадеме своето срце, своите мисли, својот живот, во рацете на оној кој извршил промена и ги учи така луѓето, или оној живиот Бог? Што смета папството дека може да прави во своето или во своето владење? Еве што направиле. Ке помисли да ги измени времињата нивни и законите. И навистина, почитувани, тоа се случило. Тоа се случило во минатото. Папскиот престол се обидел да го промени Божиот закон на два начини. Еве, прво, папската столица, значи, се обидела. Времето за шабат е променето од сабота во недела. Тоа може да го пронајдете во нивните концили, во нивните книги, во нивните списања кои излегуваат редовно. Значи, тие не се срамат од тоа. Саботата е промениле или ја избришеле и напишале недела. Кој им дал такво право? Бидејќи во Библијата пише во последната страница, никој не сме да додаде, нито да одземе. Кој има право да одземе од Библијата или да додава? Второ, траењето на денот за богослужение е променето, па така библиското сметање на времето според кое денот почнува со завршување и со заоѓање на сонцето, односно од зајди сонце до зајди сонце, е заменето со пагански обичај за сметање од полнок до полнок. Кога се менува времето кај нас? Од 12 ноќеска, така? Почнува 1. 0 и почнува од 1 до 12. Тоа не е библиски, тоа е паганско или наречено модерно време, банкарско време. Банките, ако уплатиш до пред 12, ќе ти биде земено во обзир, например, уплатници и така натаму. Ако уплатиш во следниот ден, тоа е веќе друг ден и друг месец може да биде. Замислете, галот успеал. Бог рекол 6 дена работи. Бог создаваше и беше утро и беше вечер, ден први, денонокие. Сега ние навлеговме веќе во сабот. Еве сега сме веќе длабоко 2 часа во сабот. Библиски сме во сабот, не е петок на вечер. Меѓутоа, гледате, ова институција покушала и тука да им наметне на луѓето, да го избрише од совест, од мислите нивни, дека денот започнува од 12 ноќеска, а не од зајди сонце. И го замениле, значи, денот на празнување. Понатаму, катехизмите на католичката црква покажале дека постои намера да се промени Божиот закон на 3 начини. Број 1. Отстранета е втората заповед, тоа да запаметим, јас често го спомнувам тоа, кога е во прашање промена на Божиот закон. Зашто некои велат, па и ние ги држиме 10 заповеди. Ајде да ги видиме кои се. И кога ги отвараме нивните книги, имат фалсификат. А човекот кој не ја знае оригиналната Библија, оригиналните 10 заповеди, лесно ќе се залепи, лесно ќе поверува дека и тој ги држи 10 заповеди. Гледате што направиле. Отстранета е втората, како гласи втората? Еве имате овде. Еве да прочитам. Не прави за себе идол, ниту никаква слика. Немој да им се поклонуваш, ниту да им служиш. Зошто е искорнета втората заповед? Што мислите? Па затоа што тие водачи бараат почитување. Раката им се бакнува на кого? Сеќавате кога Јован Богослов сакал да клекне пред ангелот кога го видел во видение, што му вели ангелот? Немој, Јован, јас сум слуга како и ти, клањај се на Бога. Јован сакал на ангел, живо суштество да му се поклони, тој одбил. Бог е самодостоен. Меѓутоа, овие искорнеле втората заповед за да имат авторитет, за да им се клањат, за да кој ќе седе на престолот, односно на столот, тој е непогрешив и може да простува. Не прави си себе идол, ниту слика. Значи, овие ги искорнеле, изборува за иконите и така натаму. Понатаму, намален е текстот на заповета за саботата. Од прилика 90 зборови на само 8. Гледайте, едноставно, ако сега земете православно календарче, порано ги имаше 10 заповеди, не сум проверил во последните. Тамо велише, помни го саботниот, односно 7-миот ден, кој тргнале зборот сабот. И во некои Библии ќе најдете,
како што вели, помни го 7-миот ден. Саботата е тргната, избришена, со цел да луѓето ги збуни. Па 7-миот ден е недела. Луѓето така ги учат и така веруват. На жалост, тоа е фалсификат. Понатаму, 10 заповеда е поделена, 10 заповед е поделена на 2 дела и повторно има 10 заповеди. И одиме уште некој прашање, ќе превршиме полека. Дали верниците кои сега ја празнуваат неделата го добиваат жигот над зверот? Еве го одговорот. Та никој да не може ни да купи, нито да продаде, освен оние што го имаат тој белег, односно жиг, или името на зверот или бројот на неговото име. Дали верниците кои сега ја празнуваат неделата? Има, навистина, многу верници денеска почитувани, кои може би од незнаење ја празнуваат неделата како 7-ми ден, односно и прв ден во седмицата. Тие го сакаат искрено Бога. Тие го љубат Бога, зашто може би нема друга светлина. Меѓутоа, тие не го примиле се уште жигот над зверот. Тие не го примиле. Наметнувањето на жигот над зверот и понатаму е работа на иднината. Во тоа време властите во светот ќе издадат закони со кои ќе се наметне со сила празнувањето на неделата. Со нив секако селективно ќе се запре купувањето и продавањето, со намера да се изгладни Божјиот народ, за да се притисне оние кои искрено сакаат да му служат, да ги предизвикат да попуштат или ќе останат чврсти. Да, може би денеска таа современа технологија со тие микрочипови ќе биде употребена во тој процес. Меѓутоа, самиот микрочип, ако го добиеме од други причини, не е почитувани жиг над зверот. Ако властите утре побарат од нас, или старите кои ги имаме, да примаат жиг од заштитни средства, за да се заштитат, бидејќи се случува сенилност, човек може да се изгуби. Ја знам еден пријател во Австралија, донесе мајка му, постара жена, не знае јазик англиски, излегла од дома. Ја се изгубила. Се враќат младите од работа, ја нема мама, баба ја нема дома. На полиција ја нашле оддалече неколку улици од куќата, не знаела се врати жената. Но да имала чип, преку сателит би ја прателе. Значи, од тие причини, меѓутоа, кога ќе се издаде неделен закон, со авторитет да се слави едниот, а другиот не ден, е тогаш веќе знак кога ние треба да одлучиме. Нема ниту еден текст кој говори дека жигот над зверот посебно ќе се однесува на некоја технологија. Вистинскиот проблем ќе биде богослужењето. Во кој ден ние ќе обожаваме, во кој ден ние ќе го славиме Бога. И тоа да го спомнам. Жигот над зверот ќе биде ставен на секој што ги прифаќа и слуша лажните религии во светот. Ова трагично сценарио опишува многу мрачни, односно примачи на жигот, како искрено мислат дека го прават, дека се во право. И затоа секој од нас, почитувани, треба да одбере на кого ние ќе му служиме. Секој од нас треба да го слуша Бога во време кога големо мноштво од целиот свет го слуша човекот, иако е верено дека го слуша Бога. Значи, има луѓе кои мислат дека искрено му служат на Бога. Палат свеки, се молат, се крсат, мисли дека тоа е исправно. Ако во таа светлина Бог ги затекне, а немаат подруга светлина, Бог ќе одлучи за нив дали ќе бидат спасени или не. Меѓутоа, кога ние веќе сме известени што представува жигот, а што представува печатот, тогаш ние самите одлучуваме. Тука е трпението на светите. Тука се они што го пазат, што ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса Христа. Навистина, веднаш по она свечена порака од Бога, Бог ги опишува овие две карактеристики на оние кои ќе го примат Божиот печат. А кои се тие? Ги пазат, христијани кои ги пазат, кои ги држат 10 Божи заповеди, вклучувајќи и 4-та оригиналната. И ја имат верата во Исуса Христа. Значи, ние самите нема се спасиме. Туку преку Христа, силата Божја ќе ни помогне. Неговиот авторитет, неговиот карактер ќе го усвоиме да биде наш, зашто ние сме сите смртни и грешни. И сега каков меѓусебен однос воспоставува Исус со оние кои го примат Божиот печат? Тие се оние што го следат јагнето каде и да оди. Го следиме ли ние Исуса во нашиот живот, почитувани? Го следиме ли неговиот пат? Ги следиме ли неговите карактеристики кои треба да бидат дел од нашиот живот? За да го следиме Исуса на небото, прво мораме да го следиме овде на земјава. Ако следиме погрешен ден, ако држиме погрешен ден, не може да го следиме Исуса. Не може да се надеваме на еден нов живот
во небесното царство. Мораме ние уште денеска тоа да го совладаме. Жигот над зверот е символичка ознака на они кои го обожават и слушаат лажните религии во овој свет. Тој ќе биде ставен на раката или на челото на таквиот човек, покажувајќи неговата верност спрема зверот во мислите и во делата. Значи, повторно рака и чело да не ве збуни, тоа е символика. Меѓутоа, вториот дел од оваа реченица ни објаснува. Во мислите и во делата. Со рацете правиме дела, а со мислите одлучуваме со нашиот мозок. Жигот над зверот ќе биде ставен на оние кои учествуваат во лажното богослужение. Тие луѓе ги слушаат човечките, но се непослушни на Божите. Нека Господ ни помогне да навистина почитувани го следиме Исуса во сите сегменти на нашиот живот. Пред да поставиме овие три факти што треба да ги запоменеме. Еве, на едно евангелско предавање говорникот имал разни посетители. Во таа група на посетители, како што ние доаѓаме на овие предавања, една вечер била и темата за денот на одмор, за саботата. Еден господин, висок образован, тамо некаде од средината на редот, му пристапил на говорникот, му се представил како верен христијанин. Еднаш дури се сретнал со папата и познавал многу црковни теолози. Тоа го кажал јавно кога зборувал со говорникот. Ја продолжи својата приказна и рекол: се што кажавте, господине, вечерва за саботата е вистина. Знам дека шабат е сабота. Црквата ја преместила светоста на шабат од сабота во недела. Меѓутоа имам еден проблем, рекол овој господин. Само еден, се пошегувал проповедникот, односно говорникот. Да, мојот проблем е во тоа што вие оценувате вистината само преку Библијата. Говорникот ги сватил овие зборови како пофалба. Меѓутоа видел дека човекот е сериозен, па му рекол: врз која основа вие одредувате што е вистина, господине? Дали врз основа на Библијата или на нешто друго? Еве што кажал. Човекот му возвратил: јас определувам што е вистина со помош на Библијата, традицијата и изјавите на Светиот Татко. Значи, освен Библијата, што тој додал? Традиција и изјавите на Светиот Татко. Се мисли на папата. Ако се појави разлика, слушате сега, ова е многу важно. Ако се појави разлика меѓу црквата и Библијата, тогаш јас го слушам папата, зашто тој има најнови откровенија од Бога, најнови вести. Потоа човекот се заминал дома и никош повеќе не дошол на ниедно друго предавање. Кој е поентата од ова порака, од овој пример? Кого ние слушаме освен Библијата? Црковните водачи? Само Бог, почитувани. Библијата нека не биде тој компас, тоа мерило за препознавање на правата вистина, на Божиот печат, односно на жигот над зверот. Ова момче или овој господин, да, Библијата ја ставил на прво место, но потоа традицијата и папата. И се изгубил. Никош повеќе не се вратил. Ме подсетува на она Исусова приказна, сеќавате на момче кој дошол кај Исуса и му рекол: Исусе, што треба да направам за да бидам спасен? А Исус што му вели? Држи ги, заповедите. А тој вели: Исусе, од младоста сум научен, ги држам. Тогаш, ајде, продај што имаш и дојди со мене. И вели текстот, момчето ја наведнал главата и заминал. И немаме никаков извештај повеќе во Свето писмо. Кого ние почитувани ќе следиме? Библијата или нешто друго, традиција или црковните водачи? При крајот на времето, секоја личност на земјата ќе прими одреден знак. Односно, ние ќе одлучиме за печатот или ќе бидеме за жигот. Второ, ако примите Божи печат, автоматски ќе избегнете да го примиме жигот над зверот. Гледате колку убаво. Ако го примиме Божиот печат, ако се определиме за Божјата сабота, за Божите правила и принципи, ништо не може да ни биде на штета жигот. Ниту 7 зла нема да му наштетат на Божиот народ. Како оние 10 зла, кога во Египет Бог ги пуштил над египчаните, Божиот народ бил како во стаклено звоно. Ништо не им било. Бог ги заштитил, зашто тој е нивни Бог. Божиот печат се става на оние кои го сакаат Исуса со сето своје срце и кои се послушни на сите Божи заповеди, вклучувајќи ја и саботата. И сега директно прашање за мене и за тебе. Дали само празнувањето на саботниот ден ви гарантира дека ќе го избегнете жигот над зверот? Не. Тоа е еден голем чекор, ако го имаме Божиот печат. Меѓутоа мора
кога го име печат, неминовно и карактерот ќе ни се менува. Нашите дела ќе бидат добри, ќе го следиме Христа. Значи, сите тие атрибути што Бог ги бара, ќе бидат доследни, односно ќе се видат во мојот и во твојот живот. Значи, некој може буквално да ја држи саботата, а другите дела да му се никакви, ништо не вреди. Тоа мора да биде проткаено со она што Бог го бара. Пошто се препознава дека некој му е послушен на Бога од цело срце, наместо од сушта формално, значи само надворешна формалност. Тоа се гледа. Тоа не може да се сокрие. Како би можело да се подготвите уште денес за да избегнете да го примиме жигот на зверот? Да, ако го следиме Христа, ако се определиме за Божиот ден на светкување, ќе имаме благослов овде. Не може ние да се надеваме дека на новата земја ќе држиме Божи ден, а овде не сме го прифатиле. Мора од тука да се научиме. И кога ќе дојде Христос, тој ќе не земе на небото. И сосема на крај, жигот на зверот е се поблиско. Дали би сакале да се подготвите за примање на Божиот печат на тој начин што ќе ги држите сите Божи заповеди, вклучувајќи и заповедта за денот на одмор, саботата, како знак дека сакате да го следите Исуса каде и да ве води тој. Јас сум одлучил пред колку години веќе? 40 и повеќе години. Да го следам Исуса и во денот саботен да му бидам послушен на Господа. Зашто тој ден носи благослов за мене, за тебе, за семејството, за овој свет. Кога луѓето повеќе од овој наш град би го прифатиле овој печат, денот за светкување, за празнување саботата, благослов ќе има многу повеќе. Но затоа ние сме на потек. Господ ни помогне да навистина го прифатиме тој ден, Божиот ден, за да го избегнеме жигот на зверот. Нека му е слава на Господа. Амин.